Здраво, здраво, јас сум Радо Алексовски, еден од актерите на представата Генерална проба и автор на текстот нормално. Што би можел да кажем за 6 лика кои ги играм? Вака, од сам почеток кога тргнав да го пишувам овој текст, идејата беше да се покаже една, што знаме, ајде да речеме, на најглавната човечка природа, тоа е да менува постојано ликови, бидејќи постојано во животот стално нешто глумиме. Глумиме пред мама дека сме фини деца, глумиме пред баба дека сме добри, глумиме пред наставник, глумиме во собраќај, глумиме вамо. Целиот живот е фактички театар и една огромна сцена, како што рекол самиот Шекспир. Така што, еве, во кратка црта, во представата се прикажани баш тие прототипови на 6 карактери колку што ги имаме во оваа представа и тоа се баш оние ликови кои ги среќаваме секојдневно, со кои пиеме кафиња, со кои живееме, буквално секој од публиката може да се пронајде во некој од ликовите. Така што е конкретно првиот лик кој го играме еден тотално нормален градски урбан лик кој во сплет на околности се заљубува во неговата најдобра другарка со која имаат сексуални односи и пробува да ја признае љубов, но се плаши од емоција, се плаши од тоа дека ќе биде повреден. Вториот лик е едно тотално наивно ликче кое за прв пат стапува во контакт со девојка преку социјални мрежи. За прв пат се запознаваат во хотелска соба, прв пат има сексуален однос и се заљубува наивно. Она баш наивна детска љубов што се вика. Третиот лик е баш онака едно нагазено фраерчиште што студира глума и што мисли дека целиот свет е негов и дека он ќе стане Марлон Брандо, Ал Пачино и не знам кој. И така баш мушки влага у целата сцена и глуми тука некој, што би се рекло, градски фраер, чека ја да ти кажем ова, ја да ти кажем она и на крај девојка го приметува тој, тргнува да му игра дека е скор девојка, дека работела во Америка као проститутка и не знам што и баш му го вози целиот филм до момент да го доведе до лудило, као чекај, не ми глуми мене мангупки, можам те се уредам одма. Четвртиот лик е еден прототип на режисер кој многу постојат во театрите и ни беше баш имаме доста примери од нашава професија, сме гледале многу такви режисери, оние нападни, агресивни, гадни, одвратни, кои малтретираат глумци. Така да имавме, барем јас кога го пишував текстот, ги имав така неколку на ум и кога го креирав ликот, баш точно знаев на кој режисер мислам и кој го играм. Петиот лик е еден маж кој живее во монотон брак, немаат деца, постојано зборува за бактерии, за 300 чудо, обседнате со својот свет и нема никаква комуникација со партнерката, што не ја доведува до лудило. И шестиот лик е буквално сето тоа што еден преморен актер, клоун, како сакате кажете го, смачено му е од се и сваќа дека театарот е една голема лага, дека секој помеѓу себе се лаже, трагајќи по некаква вистина и така да таа сцена многу добар баланс помеѓу она оптимистичното и песимистичкото, као Ирена ја и прекрасно го доловува тој лик на актерка која носи светлина, носи надеж една дека светот може да биде подобар свет и дека не е се така црно како што нам ни изгледа, ајде разведри се. Така што, во кратки некои црти тоа би било тоа за ликовите и му ја препорачувам представа. Буквално е за секој човек да погледне, да види, да се препознае, да си ги свати некои од грешките што постојано ги правиме, бидејќи живи луѓе сме, правиме грешки и затоа и живееме и затоа и постоиме. Така што, ве поканувам на некој од наредните изведби, дојдете, видете, насмејте се, расплачете се, сигурно нема да останете рамнодушни, тоа е сигурно. Ви посакувам се најдобро и до следната изведба.